на Комисијата за надворешна политика. Дозволете да го поздравам министерот за надворешни работи на владата на Република Македонија, господин Никола Поповски, и присуството на луѓето од неговиот кабинет. Денеска го предлагам следниот дневен ред со една точка: годишно излагање на министерот за надворешни работи во врска со актуелните прашања од областа на надворешната политика. Ве молам според процедура првин да го ставам дневниот ред на гласање. Кој е за? Дали има некој против или воздржани? Доколку нема, констатирам дека дневниот ред за денешната седница е усвоен и предлагам најпрвин да го слушнем излагањето на министерот за надворешни работи и потоа ве поканувам секој да има своји коментари и прашања. Министер, повелете, зборот е ваш. Почитуван председател на комисијата, почитувани пратеници, дами и господа, ми представува задоволство традиционално и оваа година да ви се обратам, информирајќи за најзначајните постигнувања на македонската дипломатија за изминатата година. Би сакал да ги изложам и предстојните предизвици со кои се сочуваме и справуваме и да ве запознавам со планираните активности за целосно исполнување на приоритетите за наредната 2013 година. Оваа година што изминува беше исклучително динамична на планот на реализирање на нашите надворешни политички приоритети. Мислам дека многу активности беа поминати, но повеќе од нив ја обележа изминатата година. Кога пред една година говорев овде пред вас, подвлеков дека годината ја заокружуваме со пресудата на Меѓународниот суд на правдата во Хаг, во случајот што Република Македонија го покрена против нашиот јужен сосед. Денес, кога одбележуваме една година од пресудата, можам да констатирам дека нашите очекувања, меѓународно правниот поредок да биде испочитуван и конечно Република Македонија да влезе низ отворената врата на НАТО и ЕУ и понатаму наидува на препрека. Република Македонија, но и многу значајни учесници во меѓународните односи во различни контексти и различни нивоа продолжуваат да ја повикуваат Грција да ја испочитува времената спогодба. Во резолуцијата 817 од 1993 година на Советот за безбедност на Обединетите нации. За жал, овој пристап не најде на позитивен прием кај нашиот јужен сосед и покрај фактот што судот утврди дека ваквата обврска од резолуцијата и натаму е во сила и дека пресудата има континуирана применливост во однос на идното неспроведување или спроведување на времената спогодба. Би сакал да нагласам дека секое натамошно спротивставување на Грција за членството на Република Македонија во меѓународните организации значи непочитување на правото и на авторитетот на Меѓународниот суд на правдата. Почитувани пратеници, Македонија и во 2012 година покажа зошто треба да биде членка на НАТО алијансата. Покрај тоа што сме земја ветеран во мировните операции на алијансата, станавме ветеран и во докажување на нашата способност да бидеме полноправен член на евроатлантското семејство. Изминатите месеци настојувавме кај земните членки да покажеме дека Македонија заслужува веднаш да ја добие одложената покана за членство, а консензусот по ова прашање да биде постигнат што е можно поскоро. Земните членки високо ги ценат нашите постигнувања, особено нашето учество во НАТО мисиите, изразуваат надеж дека пресудата ќе го зајакне процесот и дека тоа ќе овозможи изнаоѓање на решение што ќе овозможи пак брз прием во алијансата. Премиерот Груевски, председателот Иванов, министерот за одбрана Бесими, јас лично во својство на министер за надворешни работи, секој на соодветно ниво, активно учествувавме и презентиравме наши аргументи за што е можно поскоро добивање на поканата за членство во алијансата пред сите НАТО форуми. Ги искористивме сите можности од јануари до декември во рамки на Северноатлантскиот совет. Сметам дека самитот на НАТО во Чикаго во мај, Северноатлантскиот совет во ИСОВ формат, Комитетот за политика и партнерство за НАТО во декември, како и посетите на официјалните лица од НАТО тука и нашите посети во седиштето на НАТО, например посетата на заменик генералниот секретар на НАТО, амбасадорот Вершбоу во јули, беа можност да ги упатиме овие пораки, но исто така беа можности да добиеме охрабрувачки пораки, вклучувајќи и најавата на државниот секретар на Соединетите Американски држави, Хилари Клинтон во Чикаго, дека следниот НАТО самит треба да биде НАТО самит на проширување. На сите овие форуми, без исклучок,
говоревме за постигнатите резултати во рамки на 13-тиот МАП циклус, аргументирајќи цврстата определба на земјата како рамноправен партнер да ги споделува заедничките вредности и одговорности на Алијансата. На последниот Северноатлантски совет во ИСАФ формат во декември оваа година ја реафирмиравме и подготвеноста на нашата земја да продолжи да контрибуира во новата мисија за тренинг, обука и помош на афганистанските партнери во согласност со потребите на Алијансата и капацитетите и можностите на нашата земја. Ги нагласив и досегашните позитивни резултати на заедничката мисија на земјите од Јадранската поволба и Словенија. На состанокот со Комитетот за политика и партнерство на НАТО овој месец ја презентиравме нашата нова годишна национална програма за членство во НАТО и 14-тиот циклус на акциониот план за членство. Регионалната безбедност и соработка беше во центарот на нашите активности. Во тој контекст би го подвлекол и нашето учество во Јадранската повелба за партнерство. Имавме повеќе активности поврзани со концептот на мудра одбрана, имплементацијата на резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации 1325 за улогата на жената во безбедноста и одбраната, повеќе активности во делот на јавната дипломатија поврзани со НАТО алијансата, презентација на фактот дека Македонија ќе претседава во првата половина на 2013 година со повелбата и изработениот акциски план за овој период. Воедно би сакал да искористам оваа можност и да се осврнам на оние активности кои беа поврзани со пристапувањето во Европската Унија. На овој план во текот на 2012 година имавме испорачано многу резултати. Се работи за година која беше исклучително интензивна и во која имавме повеќе реформи во повеќе суштински области од било кога претходно. Сметам дека тоа беше оценето исклучително позитивно како од институциите на Европската Унија, така и во рамки на земјите членки. Токму тоа беше резултат на засилената динамика која сакаше да ја наметне и Европската Унија и која нам ни беше добре дојдена. Пристапниот диалог со Европската комисија на високо ниво имаше повеќе сесии на фокусирани реформи од делот на владење на правото и фундаменталните права, реформи во областа на медиумите, реформа во јавната администрација, реформа во изборното законодавство, зајакнување на пазарната економија. Новиот моментум кој го добивме во тие односи и интеракција со Европската комисија и сите други институции на Европската Унија резултираше во обновување на препораката за отпочнување на преговорите. Се работи за најсолидна констатација досега изработена од страна на Европската комисија и со клучна цел, односно клучна препорака, почеток на преговори во формалниот контекст со Европската Унија, кои треба да ни овозможат во најкраток можен рок да ги исполниме сите оние формални услови за членство. Тоа беше пораката со која Советот, односно земјите членки се соочија во декември и од која резултира оние препораки кои ги видовме и кои беа резултат на определен компромис по видувања за оние кои сакаат да не видат час поскоро во процес на преговори и оние кои во подолг временски период изнаоѓаа изговори за тоа да не се случи. Целта наша за отпочнување на овој процес на преговори не е декларативна, се работи за досие за кое имаме целосен политички и внатрешен консензус во државата и се работи за највисока цел на која сме посветени да ги мобилизираме сите ресурси на внатрешен план. Мислам дека нема потреба да ги набројуваме сите поединечни области на постигнување во делот на реформите. Тоа што би сакал да се концентрираме дека и во делот на заедничката безбедносна и надворешна политика со Европската Унија имавме определени чекори во приближување и исполнување на условите за ова клучно поглавие. Нашето учество во мисијата Алтеа во Босна и Херцеговина е само почеток на ова поле и мислам дека е добар доказ за тоа дека имаме капацитети да продолжиме да контрибуираме, односно да учествуваме на ниво на земја членка во Европската Унија. Со тоа обезбедуваме и ефикасна имплементација на спогодбата за стабилизација и асоциација. Мислам дека за
да го заокружиме овој дел, особено значајно би било да се посветиме на тоа што ни престои во следните 3, односно 6 месеци, односно обезбедување на услови за засилена работа од страна на Комисијата за формулирање на преговарачка рамка со Република Македонија, повеќе посветеност на скринингот во делот на правосудството и владење на правото, односно поглавијата 23-24, за кои Комисијата и Советот на Европската Унија сметаат дека во идните проширувања треба да бидат клучни поглавија, и секако обезбедување на рамка за формалното водење на преговорите. Тука би го спомнал, би го нагласил и принципот за добрососедство кој е особено значаен во овој балкански турбулентен регион во изминатиот период. Мислам дека имаме клучен интерес од македонска страна да градиме мостови на соработка со сите земји од нашето непосредно и пошироко обкружување. Тоа ќе го правиме континуирано во следниот период и нагласуваме дека на добрососедството гледаме како на двонасочна улица. Очекуваме од сите наши соседи исто таков искрен и конструктивен пристап во градење на тие мостови. Таксативно би ги наброил земјите од регионот и она што беше клучно во делот на билатералната соработка. Со Албанија имавме исклучително високо ниво на комуникација по голем дел на области. Оваа година ја одбележуваат голем број на посети, 5 на највисоко ниво, председателско и премиерско. Значајна е соработката во регионалните и меѓународните организации. Граѓаните на двете земји оваа година успеа да почнат да минуваат границата само со биометриски лични карти. Потпишан е договорот за граничен премин Джепчиште-Требиште, за негова целосна функционалност која ќе биде воспоставена во што е можно пократок период. Сметаме дека тоа ќе биде од интерес на двете држави. Патното и железничкото поврзување и развојот на коридор 8 и енергетско поврзување остануваат приоритет и за следната година, за која се надеваме дека ќе добиеме и финансиска поддршка од страна на Европската Унија, односно Европската комисија. Република Македонија ќе продолжи во следниот период и проактивно да работи на унапредување на добрососедските односи и градење на мостови на соработка со Република Бугарија. Остануваме определени да градиме заедничка европска иднина, базирана на европски принципи и вредности, меѓусебно почитување и особено почитување на меѓусебните чувствителности. Преземаме конкретни чекори за унапредување на севкупните односи. Се обврзавме на една зголемена динамика на комуникација во рамки на работни групи, во рамки на Министерствата за надворешни работи и се надеваме дека ова во најскоро време ќе резултира со упатување на пораки од политичките лидерства на двете страни за зближување и за поттикнување на заокружување на процесот на интеграција во НАТО и во Европската Унија, односно поддршка на оние кои се во клубот за оние кои се уште надвор од клубот. Со Република Грција имаме стратешки интерес да работиме континуирано на добрососедските односи. Мислам дека таа оценка мора да биде базирана на основа на факти и она што сме направиле конкретно за приближување од двете страни на границата. Од наша страна произлегува серија на иницијативи. Се надеваме дека ќе најдат на одек кој би ја рефлектирал грчката посветеност за продолжување на досието за проширување и пораките кои се упатени од Атина за посветена работа на проширувањето во рамки на идното председавање од страна на Република Грција со Европската Унија во 2014 година. Упативме покани и до премиерот Самарас и до министерот за надворешни работи Аврамопулос да ја посетат Република Македонија. Никој повеќе од нас не е заинтересиран за интензивирање на диалогот со Република Грција и за изнаоѓање на решение по прашањето кое ни е наметнато од страна на Република Грција. Остануваме на нашиот конзистентен став за активно и конструктивно учество во диалогот под покровителство на Обединетите нации и се залагаме за почитување на меѓународното право, сите релевантни резолуции на Обединетите нации
и секако на неговите компетентни органи, особено Меѓународниот суд за правдата. Во почетокот на 2013 година очекуваме господинот Нимиц да ги посети Атина и Скопје и сметаме дека секоја комуникација помеѓу двете држави треба да биде фокусирана на можноста за меѓусебно приближување и градење на клима на доверба и меѓусебна поддршка. Со Косово имаме континуиран диалог по бројни прашања од заемен интерес. Работевме на склучување на нови договори, искористување на потенцијалите за соработка меѓу двете земји. Договоривме отварање односно интензивирање на прекуграничната соработка, отварање на новиот граничен премин Белановце-Станчич, изнаоѓање на финансиска поддршка за изградба на автопат Скопје-Приштина и интензивирање на економската соработка, особено во делот на инфраструктурата и енергетиката. Со Република Србија имаме заемен интерес за унапредување на добрососедските односи. Во посета на Република Македонија престојуваше претседателот на Република Србија господинот Николич. Одржавме повеќе политички консултации помеѓу двете министерства за надворешни работи. За поздравување е фактот што од оваа учебна година успеавме во Србија да се изучува предметот македонски јазик со елементи на национална култура. И во следниот период ќе бидеме посветени околу финализирање на активностите поврзани со Коридорот 10 и продлабочување на соработката, особено во делот на економијата. Мислам дека во изминатиот период имавме и повеќе тензични ситуации на релациите во соседството, во балкански контекст. Повеќе од нив беа асоцирани со предизборни пораки, неколку од нив беа поврзани со определен наплив на радикални политички партии. Бевме сведоци на упатувања во некои парламенти на погрдни зборови, зборови на дискриминација, зборови кои не ја рефлектираат најдобро европската идеја за обединување и меѓусебно почитување. Тоа што мислам дека е значајно за сите одговорни политички лидерства во нашиот регион е да водиме сметка за градење на клима на доверба и соработка помеѓу нашите граѓани, за изградба на мостови, а не за продлабочување или стварање на јазеви помеѓу државите. Мислам дека значајно беше тоа што сите такви негативни пораки наидоа на осуди во регионот, но и од клучните стратешки фактори надвор од регионот. Сметам дека и во овој период и во идниот период многу ќе биде значајно да бидеме свесни за чувствителностите кои постојат во регионален контекст и повеќе да се посветиме на заедничките интереси, помалку на создавање на антагонизам и непријатно чувство кај соседот или кај оној со кој го делиме просторот на кој живееме. Минатата година исто така во поширок контекст имавме доста интензивна соработка со Република Турција, која е наш традиционален пријател и стратешки партнер. Имавме 20 реализирани посети на високо ниво во двата правци. Многу значајна соработка во делот на културата и одбраната. Турција е силен и гласен поддржувач за европските и евроатлантските интегративни амбиции на Република Македонија и фактот дека Турција станува контакт земја за НАТО, за Република Македонија е дополнителен аргумент. Се надевам дека во многу скоро време ќе видиме отварање на културно-информативните центри во Скопје и Истанбул. Со Словенија и со Хрватска имаме долгогодишна конструктивна соработка и пријателски односи. Значајно е тоа што од двете земји наидуваме на силна поддршка и во контекст на зачленувањето во НАТО и во контекст на европските интеграцијски процеси. Хрватска идната година ќе стане земја членка на Европската унија, што значи дека ќе имаме уште еден силен гласен поддржувач и пријател во рамки на европското семејство. За нас исто така значајно во континуитет сите останати земји од регионот да обезбедат еден конзистентен напредок во европските и евроатлантските интеграцијски процеси. Тоа што Црна Гора е пред почеток на процесот на преговори, односно навлезе највеќе во процесот на преговори со Европската унија.
надежта дека Босна и Херцеговина, Албанија, Косово ќе имаат исто така чекор напред, се значајни за нас бидејќи климата во која ќе живееме во регионален контекст е значајна не само од тоа како ние ќе се позиционираме, туку и како нашето соседство ќе биде позиционирано. Во рамки на поширокото соседство исто така би спомнал дека со Романија имавме еден континуитет на односи без спорни прашања. Ја засиливме соработката во делот на процесот за соработка на земјите во Југоисточна Европа, каде што Романија е земјата која го превзема претседателството од нас, знаејќи дека ние го имаме оваа година. И особено се обидовме да направиме еден позначаен пробив во делот на економската соработка, нешто што представува голем потенцијал за предстојниот период. Во рамки на регионалната соработка би ги издвоил нашите учества во рамки на Централна европската иницијатива, СЕЛЕК, Центарот за спроведување на законите во Јужна Европа од Букурешт, Регионалниот совет за соработка. Превземањето на председавањето со процесот за соработка во Југоисточна Европа беше дополнителен мотив да имаме зголемена активност во овој дел. Се надеваме дека тематскиот самит кој планираме да го одржиме во јуни 2013 година ќе го окруниса македонското председавање со позначајни резултати од аспект на остварување на заедничките цели за европска интеграција на нашиот регион. Во изминатата година, пред нецел месец, Македонија се стекна и со статус наблюдувач во Дунавската комисија, што е дополнителен чекор за нашата земја за унапредување на регионалната соработка. Изразивме и отворен интерес за влегување во останатите регионални иницијативи, како што е, например, Јадранско-Јонската иницијатива, и со тоа практично би ги покриле сите оние иницијативи со регионален карактер, каде што може да ја интензивираме меѓусебната соработка со земјите од регионот. Во рамки на билатералните односи со европските држави, имавме една исклучителна година, со многу голема динамика на средби, посети. Се работеше на полето на билатералните односи, се она што можеме да унапредиме на тој план, но секако и на мултилатералниот контекст, односно остварување на членството во НАТО и во Европската Унија. Мислам дека таа динамика на комуникација во голем дел придонесе и за афирмирање на македонското досие во оние дебатни форуми каде што се носат одлуките, вклучително и во Советот на Европската Унија, и за прв пат развиената дебата и изразените ставови на силна поддршка за следење на еден логичен напредок на Република Македонија кон почеток на преговорите. Мислам дека е значајно да го истакнеме и фактот дека поголем број на земји членки на ЕУ искажа висок степен на интерес за поддржување на пристапот за неблокирање на европските интеграции на база на билатералниот спор. Секако за успех го сметаме и официјализирањето на одлуката на Унгарија за користење на уставното име. Ваков тип на посети и ваква динамика на релација имавме со многу голем број на земји членки на Европската Унија и на НАТО алијансата, и се надеваме дека сите оние посети кои ги имавме од министерот за надворешни работи на Унгарија, Данска, Австрија, Словачка, таа комуникација која се одвиваше во Брисел е нешто што е придонес за целокупниот процес на интеграција на Република Македонија. Сметаме дека следната година ќе имаме повеќе можности за одбележување на 20 годишнината од успоставувањето на дипломатски односи со голем дел на европските држави, и во тој контекст сметаме дека ќе можеме да истакнеме повеќе од резултатите кои ги почнавме веќе оваа година, кои се надевам дека ќе можеме да ги завршиме во текот на следната година. Би сакал исто така да нагласам дека надвор од оние стандардни и традиционални релации кои ги имаме во европски контекст, особено внимание посветивме и работевме на унапредување на односите со воневропските држави. Најпрви би истакнал политичките односи со нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави, кои забележаа високо ниво на диалог, успешна соработка. Се работи за
една соработка која е долгорочна и која во клучни моменти секогаш била значајна за да се задржи динамиката на европските и евроатлантските интеграцијски процеси. Значајно е дека можевме тоа да го размениме на ниво на средби на представници помеѓу двете држави. Мислам дека при последната средба и последниот разговор со државниот секретар Хилари Клинтон на ОПСЕ конференцијата во Даблин тоа беше нагласено. Нашите очекувања се дека и по вториот мандат на претседателот Обама ќе видиме една конзистентна политика на поддршка на процесите на интеграција во евроатлантските, а впрочем и во европските структури за сите земји од нашиот регион. За нас исто така многу важен дел од активностите се економските активности. Видовме повеќе промотивни активности на делегации на владата на Република Македонија. Особено би нагласил она предводена од премиерот Никола Груевски во периодите и август и септември, каде што беа посетени повеќе бизнис центри во Соединетите Американски држави и беше представена платформата, односно аргументите зошто Република Македонија би била интересна дестинација за инвестиции и за развивање на економска активност. Го подпишавме договорот за отворено небо со Соединетите Американски држави. Мислам дека е значајно да се истакне дека во изминатата година исто така посветивме, односно видовме доста позитивен развој во партнерските односи со Руската Федерација. Во јуни 2012 година премиерот Никола Груевски ја посети Руската Федерација, учествуваше на меѓународниот економски форум во Санкт Петерсбург и оствари средби во овој контекст, што потоа следеа исто така и со активностите поврзани со вклучување на Македонија во гасоводот Јужен Тек и реализација на исклучително значајниот проект за гасификација на Република Македонија. Мислам дека овој тип на динамика на развој на односите по нагорна линија и со Република Кина беше видлив во изминатата година. Имаше две премиерски средби, едната за време на учеството на премиерот Груевски на самитот на Централна Европа Кина во Варшава, април 2012 година, а другиот за време на политичко-економската посета на владината делегација во мај оваа година, во која беа организирани и бизнис форумите на повеќе места во Кина. Во март оваа година исто така имавме и посета на потпредседателот на Државниот совет на Кина и мислам дека и во оваа можност се заложивме за што е можно поголема динамика во делот на соработката помеѓу двете држави. Билатералните односи и со Украина продолжија да се развиваат по нагорен тренд. Во рамки на Централноевропската иницијатива, министерскиот состанок во Трст на 13 јуни 2012 беше значајна можност за афирмирање на нашата контрибуција во рамки на регионалната соработка, но исто така и билатералните односи помеѓу Украина како претседавач и секој од земјите. Најавена е возвратна посета на украинскиот претседател на Република Македонија. Во изминатите 12 месеци имавме доста голема и значајна активност во земјите од Азија, Африка, Блискиот Исток и Латинска Америка. Мислам дека е значајно да се нагласи исто така и планираното отварање на амбасада на Република Македонија во Токио за следната година. Со Индија имавме значајна година, повеќе активности, одржани повеќе бизнис форуми, некои од нив вродија и со проекти кои веќе се најавени или се во понапредна фаза на реализација. Имавме и посета на индискиот државен министер за надворешни работи Пренит Корнама на Република Македонија во јули, а воедно предвидена и посета на претседателот на Собранието на Република Македонија, господинот Велјановски, на Индија. Во март годинава беше остварена посета на Малезија од страна на владена делегација предводена од премиерот. Прв пат по нашето осамостојување остварив официјални посети на Индонезија и на Виетнам.
Тука покрај политичките разговори имавме и можности за економски презентации на бизнис климата во Република Македонија и за развивање на односите со брзо растечки економии кои се повеќе добиваат тежина во глобални рамки. Соработката меѓу Македонија и Израел е подигната на уште повисоко ниво. Имав официјална посета во април оваа година. Усогласени се и набрзо ќе се потпишат договорот за двојно оданочување, договорот за заштита на инвестиции, ќе се отворат можности за поконкретна соработка на полето на инвестициите и сметаме дека некои од оние најавени инвестиции ќе може да се реализираат во следниот период. Посебно внимание исто така и посветивме на градењето на односите со Катар, премиерот оствари посета, емирот беше тука, имаше неколку посети на највисоко ниво, председател, заменик председател на влада. Мислам дека таков тип на динамика на односи беше и со најавата беше означени со најавата на Катар за отварање на амбасада во Скопје, што се надеваме ќе се случи во најкраток можен рок. Во делот на билатералните односи би сакал да само накратко да ја спомнам и економската дипломатија, дејност во која имавме многу голем број на активности, бизнис форуми, роудшоуа, широк број на земји кои беа покриени: Турција, Кина, Соединетите американски држави, Канада, Русија, Обединетите арапски емирати, Индија, Шведска, Финска, Данска, Швајцарија, Италија, Германија и повеќе други. Во делот на мултилатералните односи, оваа година имав можност да настапам на 19-тата сесија на Советот за човекови права на Обединетите нации во Женева. Работевме интензивно на кандидатурата на Република Македонија за членство во Советот за човекови права во Обединетите нации во периодот 2014-2016 година. Донесовме одлука за формирање на меѓуресорско тело за човекови права и интензивно ќе работиме во следниот период за афирмирање на сите оние активности поврзани со меѓународно афирмирање на човековите права и улогата која Република Македонија како земја членка на Обединетите нации може да има во овој контекст. За време на 67-то заседание на Генералното собрание на Обединетите нации председателот Иванов имаше обраќање. Во делот на комуникацијата со генералниот секретар Бан Ки Мун, кој оваа година исто така имаше можности да ја посети Република Македонија, беше нагласена нашата заложба за зголемен интерес и за надминување на оној спор кој ни е наметнат во рамки на Обединетите нации. Сметам дека тој зголемен интерес помогна во секој случај за динамизирање на овој процес и наметнување на определена динамика која страна на Република Грција беше малку занемарена во еден подолг временски период. Сметам дека во рамки на пораките кои беа упатени и на трансатлантската работна вечера, сите оние кои изразија поддршка за активностите на Република Македонија на мултилатерален план се почувствуваа комфортно да ги поздрават нашите напори било во рамки на Обединетите нации, било во рамки на нашите напори за членување во НАТО алијансата. Имавме и неформална средба на министрите за надворешни работи од процесот за соработка во Југоисточна Европа. Имав можност да учествувам на самитот на франкофонијата во Киншаса, каде што остваривме и бројни билатерални средби со земји со кои немаме можност често да ги градиме нашите билатерални односи, или поради далечината, или поради немањето на дипломатско присуство таму. Конечно, во рамки на ОПСЕ, значајно беше председавањето на Република Македонија со форумот за соработка во безбедноста во рамки на ОПСЕ, кој е исклучително значаен форум на кој се носат одлуки кои имаат влијание на целиот евроазиски регион. И мислам дека за една земја со големина на Република Македонија вакво достигнување и признанијата кои беа опатени за професионалното и посветено председавање се значаен аргумент. Работевме воедно и на грижата која треба да ја водиме како држава за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и за диаспората. Го помогнавме преку бројни проекти културниот
развој, унапредувањето на врските, проекти кои се однесуваат на изучување на македонскиот јазик, промоција на културата и фолклорот, информирањето на македонски јазик преку печатени и електронски медиуми и за прв пат организиравме летен камп за децата од македонските заедници во соседството. Министерството за надворешни работи и Министерството за образование и наука ја спроведоа нашата одлука, односно заложба за стипендирање на студиите на универзитетите во Македонија за студенти од регионот. Имавме оваа година, вкупно беа доделени 58 стипендии за таа пригода. Воедно бевме многу активни во делот на пружање на конзуларната заштита за македонските граѓани, бидејќи се соочивме со повеќе предизвици од аспект на пружање во континуитет на конзуларни услуги при редуцирани буџети и со помало присуство надвор, но сметам дека во следниот период ќе можеме да ги надминеме и тие предизвици. Во рамки на Дипломатската академија продолживме со активностите на планот на едукацијата, подготвување, организирање и полагање на дипломатските и советничките испити и со што е можно повеќе промоција, односно на упатување на наши дипломати на обука во дипломатски академии од земји партнери во Европа и надвор од неа. Мислам дека беше за истакнување и фактот што конечно Министерството за надворешни работи оваа година доби и нова зграда која е функционална и одговара на потребите за едно современо, модерно Министерство за надворешни работи на една земја членка на НАТО, Алијансата и на Европската Унија. Формиравме и Институт за геостратешки истражувања и надворешна политика, кој се надеваме дека следната година ќе покаже зголемена активност и ќе даде свој удел во комуникацијата и во соочувањето со определени геостратешки, геоекономски и прашања на надворешната политика. Со Министерството за култура работевме многу интензивно на културната промоција, повеќе настани не би издвојувал во интерес на времето, беа организирани надвор од земјата и мислам дека ваквите настани само ќе бидат динамизирани во следната година, зашто сметаме дека на тој начин најдобро се афирмира и позицијата на Република Македонија на меѓународен план. Ни беше потврдено во повеќе можности почитувањето на меѓународното право од повеќе земји партнери. Некои од нив го направија тоа и преку нагласеното користење на уставното име, продолжување на афирмацијата и грижата за македонските граѓани кои живеат надвор од државните граници, политиката за промоцијата на човековите права, нешто што нас не спојува со оние земји кои се посветени да работат во овој правец во меѓународен план. И мислам дека во овој правец ќе можеме да видиме уште поголем број на резултати кои ќе следат во почетокот на 2013 година. На крајот би сакал да ви ги честитам престојните празници на сите присутни и да оставам на вас да поставите дополнителни прашања кои можеби би биле дел од вашиот личен интерес и кои можеби не беа доволно обработени во рамките на оваа презентација. Ви благодарам уште еднаш.